Скопскиот аеродром Александар Велики, кој е во фаза на реконструкција, наскоро ќе заличи на европските. Во интервју за Македонија 24 Мурат Орнекол, оперативниот директор на ТАВ Холдингот, кој управува со аеродромот, истакна дека официјалното пуштање во употреба на аеродромот е закажано за 8 септември. Патниците на новиот скопски аеродром ќе имаат високо квалитетна услуга на европско ниво. Со продолжување на пистата се отвара можноста што поголеми воздухоплови да слетуваат на скопскиот аеродром. Вкупната инвестиција од 110 милиони евра кои ја издвои ТАВ Холдингот ќе му донесе модерен и софистициран лик на Александар Велики. До каде е реконструкцијата на аеродромот, колку средства се издвоени до сега и колку ќе чини целосната реконструкција која ќе му даде европски лик на Александар Велики? Чест ми е што можам да изјавам дека сме на време со исполнувањето на нашата програма, всушност сме дури пред време. Во согласност со концесискиот договор потпишан со владата, требаше изградбата да заврши на 21 октомври, меѓутоа, поради нашите добри односи со македонските власти и поради одличниот соработка со нашите подизведувачи и поднабавувачи и поради добрата координација на нашиот тим за изградба, ние ќе завршиме со изградбата на 8 септември, како што беше ветено од страна на нашиот извршен директор кон вашиот премиер. И ова е навистина големо задоволство што можам да ви го кажам. Најголем дел од изградбата веќе е завршена. Имаме новоизградена административна зграда, потоа центар за воздухопловна заштита и спасување, карго центар и 500 метри проширување, односно продолжување на полетно-следната патека, а терминалната зграда е изградена 87% до сега, остануваат уште некои 13% до рокот од 8 септември. Меѓутоа се ќе заврши на време и на 8 септември ќе го имаме официјалното отворање на новиот аеродром, а за само ден, односно 2 дена по отворањето, сета оператива ќе биде пренесена од старата во новата терминална зграда. Значи дека до крајот на проектот ќе имаме потрошено 120 милиони евра директни инвестиции. Дали за време на реконструкцијата соработувавте со македонски компании и каква е вашата соработка со владата? Како што беше ветено, уште на првиот состанок со владата и при подпишувањето на договорот, ние ги користевме локалните ресурси колку што е можно повеќе. Односно, 95% од вкупните изведувачи и набавувачи се македонски компании. Само некои високотехнички компоненти кои што ни беа потребни за процесот, како на пример осветлување на пистата, мораше да бидат увезени од странство. 95% од работната сила исто така е од Македонија. Што се однесува до нашите односи со владата, уште од самиот почеток можам да изјавам дека имавме одлични, совршени односи, секако благодарение на напорите на премиерот Груевски и неговите заменици, како и министрите за транспорт и врски, за внатрешни работи, економија, како и раководителот, односно директорот на Народна банка, со царинските власти, со полицијата, така што до сега можам да кажам дека сме 100% задоволни од нашето присуство како странски инвеститор овде во Македонија. Откако Александар Велики ќе прерасне во модерен аеродром според сите светски стандарди, ваше мислење како ќе влијае тоа на македонската економија? Транспортот е првата и најважна работа која што може најмногу да и влијае на економијата. Со нашето доаѓање, значи дека вашите граѓани ќе може да патуваат и ќе имаат поголем избор да одберат од летовите на различните авиокомпании кои што ќе имаат летови од Македонија. Откако започнавме со работа на 1 март 2010 година, сообраќајот се зголеми за 10 до 15%, односно бројот на патници се зголеми, а со сите нови можности кои што ги нудиме, значи дека се повеќе луѓе ќе патуваат, но тоа не значи се повеќе луѓе да заминуваат од Македонија, туку и да доаѓаат. Во воздухопловството има една равенка која што вели дека бројот на пристигнување треба да биде еднаков на бројот на заминување. Односно, ние треба да се надеваме дека секој турист кој што ќе дојде во Македонија дневно троши 200 до 250
евра, а тоа е одлично бидејќи остава пари во Македонија и придонесува за локалната економија. Значи, од кога започнавме со работа во текот на изминатата година имаше зголемување од 10 до 15% на бројот на патници и се надевам дека овој нагорен тренд со истите бројки ќе продолжи и во следните 5-6 години, а ова за возврат ќе ја подобри економијата. Јас навистина се надевам дека овие бројки ќе бидат исполнети и дека навистина позитивно ќе влијаеме на македонската економија. Кои компании пројавија интерес за соработка со Скопскиот аеродром и дали ќе се воведат нови нискотарифни линии? Има многу нови линии најавени од повеќе авиокомпании, некои кои што веќе летат од Скопје, а некои кои доаѓаат за прв пат. Во текот на изминатата година, како и секоја година, ние бевме присутни на саеми на секаде низ светот како дел од нашите маркетиншки активности, бидејќи како што знаете, ТАВ не работи само во Македонија, туку имаме и 4 аеродроми во Турција, 2 во Грузија, 2 во Тунис и еве двата во Македонија. Така што нашиот централен оддел кој што е одговорен за маркетинг на компанијата ги координира сите активности за сите аеродроми на кои што работиме и дури бевме присутни на тие светски саеми и со нашето членување во меѓународни организации за воздухопловството ние насекаде ги промовираме и локациите Скопје и Охрид. Благодарение на нашите напори, како што знаете, сега и Визер лета од Скопје. Минатиот месец започна со летовите до Лондон, а пред 2 недели беа најавени и летовите за Венеција, кои што ќе започнат од септември. Air Berlin, германската компанија, лета до Цирих еднаш неделно. Turkish Airlines. Ние имаме одлични односи со оваа компанија поради нашата соработка во Турција и во други земји и ги убедивме да го зголемат бројот на нивните летови од 7 на 10 неделно. Понатаму Edelweiss Air од Цирих лета наместо 3 пати, 5 пати неделно. XL Airlines од Дизелдорф еднаш неделно. Bel Air Europe, италијанската компанија, ќе лета од Анкона и од Венеција по 2 пати неделно од секоја дестинација. Понатаму Pegasus, турската нискотарифна компанија, ќе лета наскоро ќе започне да лета од Истанбул и Измир. Од Истанбул 3 пати неделно, а од Измир 2 пати неделно. Pegasus е навистина важна компанија во Турција, бидејќи нуди многу дестинации и летови. И се ова е возможно како позитивен резултат од нашата целокупна работа досега и нашите маркетиншки студии. Што се однесува до Охрид пак, тоа е само туристичко место. Не одговара на големината на Скопскиот аеродром. Тоа е само еден бутик аеродром низ кој што поминуваат туристите. Меѓутоа, ние ги концентриравме нашите студии во Холандија и во земјите од северо-западна Европа. Така што сега веќе е договорено и Finnair лета еднаш неделно од Хелсинки, Corendon Airlines 3 пати неделно од Амстердам и Arkefly од неодамна еднаш неделно исто така од Амстердам. Се надевам дека ваквите добри вести ќе продолжат и во иднина, меѓутоа ние не можеме целокупните операции да ги контролираме сами, туку за ова е потребна и добра координација со владата, која што се надевам ќе понуди уште попозитивни мотивации и субвенции за туристичките оператори, а на нас ќе ни биде многу мило и во иднина да најавиме уште повеќе авиокомпании. Меѓутоа, одговорност е на македонските граѓани, на вас, да покажете интерес и да летате колку што е можно повеќе, да купувате авиобилети, бидејќи на тој начин ќе добијат и авиокомпаниите, и ТАВ, и владата, и вие, што значи дека сме креирале победничка ситуација за сите. Која е и каква е вашата визија за Скопскиот и за веќе изградениот Охридски аеродром? As everybody tells, it is our intention to have a Мојата визија за Скопскиот аеродром е тој да стане регионален центар, односно центар на регионот на Балканот. Што се однесува до Охрид, целта или визијата за Охрид е да стане главна туристичка дестинација и можам да кажам дека многу добро ни оди во исполнувањето на оваа цел, бидејќи благодарение на владата, а особено на заменик премиерот Пешевски, кој што навистина ги концентрираше неговите напори за промовирање на туристичките понуди на Охрид заедно со охридските хотелиери. Во изминатата година имавме зголемување од 60% на сообраќајот од аеродромот во Охрид. Морам да ви кажам дека за воздухопловството дури и зголемување од 5 или 10% значи многу, а 60% е навистина одлично достигнување.
Се надевам дека следната година оваа бројка ќе порасне уште, а целта е, која што сметам дека веќе ја постигнавме, Охрид да стане навистина привлечна туристичка дестинација на Балканот, односно за целиот регион. Што се однесува до Скопје? Скопје е главен град на републиката и ние преку добриот однос со Turkish Airlines ќе се обидеме да го поврземе Скопје со сите главни градови, особено и од соседните земји. Turkish Airlines е една од најдобрите авиокомпании. Всушност, пред неколку недели беше прогласена за најдобра авиокомпанија во Европа и се надевам дека токму тој квалитет ќе можеме да го искористиме и за Скопје. Како што знаете, во минатото многу од патниците се насочија на други аеродроми во соседните земји, така што нашата цел е да ги привлечеме назад да летаат од Скопскиот аеродром. И целта ни е да достигнеме број од 1 милион патници од Скопје многу скоро. И се надеваме дека во следните години, потоа таа бројка ќе порасне за 10% и ќе продолжи да расте, така што ќе стигнеме до еден број од 3, односно 3,5 милиони патници кои што ќе патуваат на годишно ниво од новата терминална зграда. А дефинитивно ве уверувам дека новиот терминал има капацитет и простор да услужи толков број на патници. Така што патниците ќе можат да имаат и високо квалитетна услуга од европско ниво, а од друга страна пак со продолжувањето на пистата ние ја отвораме можноста и што поголеми воздухоплови да може да слетуваат на Скопскиот аеродром. Меѓутоа потребно е уште еднаш ке нагласам владата да ги зголеми своите мотивацијски понуди, пакети за авиокомпаниите и за туроператорите и на тој начин заеднички ќе постигнеме повисоки бројки.